Ќе прочитаме Ефесијаните 5, беше 21 до 6, 10 мислам, или 6-9. Како беше? 6 до 9. 6 до 9. Ќе замолам да станете дека читаме Божиот збор. Значи читаме 25, 21 до 6, 9, вели вака. Покорувајте се еден на друг во страхопочит Божја. Вие жените, покорувајте им се на мажите своји како на Господ, зашто мажот е глава на жената, како што е и Христос глава на црквата, и тој е спасител на телото. Па како што црквата му се покорува на Христос, така и жените да им се покоруваат на своите мажи во се. Вие мажите сакате ги жените своји, како што Христос ја возлюби црквата и се предаде себе за неа, за да ја освети, очистувајќи ја со водна бања преку Словото, да ја представи пред себе како славна црква, која нема осквернување или порок или нешто слично, туку да биде света и непорочна. И така, мажите се должни да ги љубат жените своји како што ги љубат своите тела, зашто која љуби жената своја, тој се љуби и сами од себе си. Зашто никој никогаш не го намрзал телото свое, туку го храни и го стоплува како и Господ црквата. Бидејќи ние сме делови на неговото тело, од неговото тело и коските негови. Поради тоа, човекот ќе го остави својот татко и мајката своја и ќе се придружи кон жената своја, да обајцата ќе бидат едно тело. Оваа тајна е голема, но јас ви зборувам за Христос и за црквата. И така секој од вас да си ја љуби жената своја, како што се љуби сами од себе, а жената да го почитува мажот свој. Вие деца, бидете им послушни на родителите своји во името на Господ, зашто тоа е праведно. Почитувај ги својот татко и својата мајка. Тоа е првата заповед советување, за да ти биде добро и да живееш долго на земјата. И вие татковците, не дразнете ги децата своји, туку подигнувајте ги во воспитанието и науката на Господ. Вие слуги, бидете послушни кон вашите земни господари со страв и трепет во простота на срцето, како кон Христос. Не работете само за пред очи, како оние што сакаат да им се умилкуваат на луѓето, туку како Христови слуги, извршувајќи ја волјата Божја од срце, драговолно служејќи како да му служите на Господ, а не на луѓе. Знаејќи дека секој, па било тоа роб или слободен, ќе добие од Господ според доброто што го направил. А вие господарите, исто така, однесувајте се кон нив и бидете умерени во строгоста своја, знаејќи дека и над вас самите и над нив има на небесата Господар, во кого нема лицемерност. Амин. Може да седнете. Let's pray really quick. Ајде се молиме музика. God, we thank you for your word. Господи, ти благодариме за твојот збор. God, I ask you to guide us Те молиме, Господи, да не водиш, to truth, да не водиш кон вистината. what it is you want to say to us today. Што е оно што сакаш да го кажеш денеска? Help us understand and receive wisdom from your word. Помогни ни да го разбереме и да го примеме оно што е мудро од тебе, од твојот збор. Shape us Обликувај не, to become more like you да станеме послични како тебе and live a life that you desire for us и today, да живееме живот кој ти сакаш ние да го живееме, that brings you glory. кој ти носи слава. In Jesus' name. Во името на Исус. Amen. Амен. Wow, what a passage of scripture. Каков дел од писмото, нели? When Živko told me about that passage, Кога Живко ми спомна за тој дел од писмото, I thought, thank you so much. јас му кажав, ти благодарам многу. This is going to be fun. Ќе биде интересно. Now, I don't know if it's a generational thing Не знам дали се работи заради генерацијата or if it's a northern European thing. или е северно-европска работа тоа. Maybe it's a human thing. Може би е човечка работа. But, you know, we love our freedom. На нас ни се свиѓа слободата. And a lot of us really don't like being told what to do И многу од нас не ни се допаѓа кога ни се кажува што треба да правиме by someone else. од некој друг. I have the joy of working with many young leaders at the moment. Имам радост да работам со многу млади водачи во моментов.
And this thing about submission and obedience and И таа некоја тема на подчинението, послушност. that stuff's so easy. It's easy. Yeah, that's sarcasm. Yeah, that's sarcasm. Многу лесна таа работа, нели? Just a few weeks ago, Пред неколку недели, don't share this story with anyone else. не ја споделувајте приказната со никој друг. Oh yeah, is this going to get streamed to? Later on. Okay. Anyway, I won't share the story. But I have some interesting arguments with some of my young leaders. Имам некои интересни аргументи со моите млади водачи. There was one that dragged on for a whole week Имаше еден аргумент со кој се влечаме цела недела. because me, as the pastor, Затоа што јас како пастор, wouldn't let one of my young leaders do a Christmas party on a Saturday night. затоа што не дозволив на една млада личност, еден млад водач, But for да the направи Божична прослава во сабота вечер. for the church, we wanted it to be on the Sunday night, Затоа што како црква ние сакаме да биде недела вечер. and that was a whole thing. И тоа беше драма. Why is what you think more important than what I think? Зошто тоа што ти сметаш дека е поважно, а колку јас тоа што мислам. You're in an interesting discussion when it gets to that point, right? Има интересна дискусија кога ќе дојде на тоа ниво. But the clear theme of this passage Но јасната порака од овој текст is about relationships се работи за односите, of all kinds, or a few kinds at least, за сите односи или барем одредени односи кои се спомнати тука, and how God desires there to be an order in the way that we relate to each other. и како Господ сака да постои одреден ред за тоа како ние градиме одредени односи. Now, when I say the word order, Кога ќе кажам зборот ред, I don't mean hierarchy, не мислам на хиерархија, but there are some words like submit and obey но има одредени зборови како починете се или послушате, that we послушате, hit ourselves on кои не sometimes, ударат онака баш јако понекогаш. or we have to wrestle through. И ќе треба да се бориме со некои зборови. Because what does that really mean? Затоа што ќе се прашаме што тоа на вистина значи. So the word submit, when it showed up in that passage, Зборот подчинете се што се појавува во овој дел, покорувајте се, покорување. the Greek word for that, hupatasso, Грчка збор е хупатесо, Shivko pronounces it better. And that means a few things. и тоа представува неколку нешта. But one of the most common meanings of that is to arrange under. Но онака едноставниот превод е да се подредиш под нешто. So if you research the context that Paul was writing in, Ако го читате контекстот во кој апостол Павле he was пишува, writing to the church in Ephesus. тој пишува во црквата во Ефес, And Ephesus was known to be a very large city, и Ефес во тоа време бил познат по тоа дека е многу голем град, but it was a socially divided city. но социјално поделен град. So there was a big gap between those who had money and authority И имало голема разлика помеѓу тие што имаат пари и авторитет and those who didn't. и помеѓу оние кои немаат. And add to that mix И во тој микс ставете уште that the Roman household culture or structure дека римскиот дом, култура или структура was in crisis бил во криза. because men were abusing their legal authority in the family. Затоа што мажите го злоупотребувале она што као легалниот авторитет во семејството. At the same time, Во исто време, as women were gaining more economical influence in society, во исто време кога жените добивале малку поголема економско влијание во општеството, because of the goddess or the type of religion that was in the region at the time. заради религијата во тоа време која доминирала во тоа време на тоа место, So the young Ephesian church was struggling to navigate in this culture. и младата ефеска црква всушност имала потешкоти да се снајде во контекстот на културата. You would say that there was a wrestle to redefine social structures. Може да кажеме дека имале потешкоти да ги редефинираат социјалните структури. So the issues that were coming up Проблемите кои се појавувале were that the families were harsh and abusive and in their discipline of children.
и дека самите семејства биле тешки и абјусив, како се више тоа? Ги злоупотребувале дури и своите деца во таа некоја состојба во која се наоѓале. The husbands were known to be selfish. Мажете биле познати по тоа што се себични. And I'm not just talking about, watching too much football or something like that. Не мислам на тоа кога ќе кажам дека гледале премногу фудбал или у тој стил. But this wrestle between newly empowered women and men who were holding on to a social structure. Но таа борба помеѓу новата состојба на жените со моќта која добиваат и мажите кои ја задржуваат моќта, Or new freedoms. или новите слободи во кои ти уживале. But when you read the bigger message in the letter of Ephesians, Дека прочитате поголемата порака во пораката на Ефесијаните, Paul has a few key messages in this. Павле има неколку важни пораки во тој дел. The first one he wants to get across Она што прво сака да го адресира is that the gospel transforms every area of our lives, дека евангелието го преобразува секој слој од нашиот живот, секој аспект од нашиот живот, in particular our relationships. посебно се однесува тоа на нашите односи. And why is that? И зошто е тоа така? Because since the fall of man, Затоа што од падот на човекот во грев, human nature has been that of selfishness and rebellion. човечката природа е на некој начин маркирана од себичноста и бунтовноста. Like me first, Да почнеме од мене. my desires, my needs first. Моите желби, моите потреби први. And Прво. this tendency to separate, И таа тенденција да се разделиме, да разделуваме. a twisted view of what freedom is. Тој искривен поглед на тоа што значи слобода. Freedom is when I get my way. Слободата е тогаш кога јас ќе го добиам тоа на мој начин. Freedom is when I can do it on my own. Слобода е кога јас нешто ќе можам да си направам сам. Freedom is when I'm not dependent on you. Слобода е кога јас не зависам од тебе, од никој. I can make it happen. Јас можам да направам нешто. This is a distorted view of freedom. Тоа е искривен поглед на слобода. And the second thing И второто нешто is that God's view of freedom е дека Божиот поглед за слободата, за терминот слобода, requires unity and togetherness. подразбира заедништво и единство. That is the message of the gospel. Тоа е пораката на евангелието. That we place reconciliation Дека ние го ставаме на пиедестал помирувањето, above rebellion and separation. Значи помирувањето е над бунтовноста и одвојувањето. Serving one another Да служиме еден на друг over selfishness. Над себичноста која има внатре во мене. Order under God and His nature, Подреденост под Бог и неговата природа, rather than enjoying our dysfunction. наместо да уживаме во нашата нефункционалност, дисфункционалност. That is the impact the gospel has on our relationship. Тоа е влијанието кое евангелието го има врз нашите животи. And the genius about this И гениалноста на сето тоа is that is always relevant. е дека тоа веќе е релевантно. It doesn't matter what era or what location we live in. Не се работи во која ера живееме или на кое место живееме. When I hear what the Ephesian church was going through, Кога ќе слушам или кога ќе прочитам само ни што поминувала Ефешката црква, I think, wow, that's relevant to us today. ќе си кажам, вау, тоа е доста релевантно за нас денес. This wrestle for authority in Таа society. некоја борба за авторитет во општеството. A new free sense of freedom. Некој нов концепт на слобода. Be who you want to be what you want to Биди be. кој сакаш да бидеш, биди тоа што сакаш да бидеш. You decide. Ти одлучуваш. No absolutes. Нема апсолути. But the gospel has something else to say. Евангелието има нешто друго да каже. Because we have to reorder our relationships. Затоа што ние ќе треба да ги подредиме на друг начин нашите односи, Not around culture, не според културата, but around Christ но според она што Христос го and кажа Christ's values. и Христовите вредности. Reordering around Christ. Да се подредиме под Христос. So this means we need to sharpen our view on what submission means.
Тоа значи дека ќе треба да разбереме одново на вистински начин што значи покорување. I can tell sometimes when I talk with young people about submission, И ќе ви кажам дека понекогаш кога зборам со млади за покорување, a few images come to mind. има неколку слики ми доаѓаат на памет, дори слики. Yeah. The first photo. Something like this. Тоа е покорување, гледате. A UFC wrestle. Борење, Literal battle for submission. буквално некоја борба за покорување. I will fight you until you tap out. Ќе се борам со тебе додека не се откажеш. Or the next photo. Следната слика. Or a return to some kind of patriarchal. Или као враќање на некаков патриархален, не знам што. Wow, he's happy. Yeah. I was just thinking about that. Anyway. But that's not important. That's not Тоа не е important. важно сега. Враќај другата слика. What does kingdom submission mean? Што подразбира покорување според царските вредности? Number Според one, вредностите на Царството Божие. it means voluntarily placing yourself Прво значи доброволно подредувајќи се себе си in ordered, loving, Christ-shaped relationships. според подредениот љубовен христоцентричен живот. Which secondly Што подразбира второ, requires a posture of humility. тоа подразбира поставеност, понизна поставеност, Service and respect, служење и почит, which is shaped by Christ's example in Scripture. кои се обликувани според Христовиот пример во писмото. Submission doesn't mean inferiority. Покорувањето не значи инфериорност. It doesn't mean one person loses dignity because of somebody else. Покорувањето не значи губење на својот дигнитет заради некој друг. It doesn't mean blind obedience. Тоа не значи слепа послушност. And the reason why we don't want to submit often И зошто често пати не сакаме да се покориме, is because we are afraid of being taken advantage of. и затоа се плашиме дека некој ќе не земе здраво за готово или ќе ни искористи. Maybe we will end up being the person who loses our will, our desires, and our dreams. Можеби и јас ќе завршам на место како личност која изгубила својата волја, своите желби, своите соништа. But the thing is, Но работата е the true way to freedom вистинскиот пат до слободата and fulfillment, и исполнетост, those are two different things. и се две различни работи. You can have freedom, Може да имаш слобода, but do you have fulfillment? но дали си исполнет? That comes from Тоа доаѓа од when we order our lives under what Christ wants, кога ќе го подредиме нашиот живот под она што Христос сака од нас да бидеме. living according to His ways and His desires. Да живееме според неговите желби и неговите намери. So out of that whole long passage of Scripture, И од тој долг дел од писмото што го читавме, I want to highlight one verse, сакам да нагласам еден стих. and it's verse 21 in English. Тоа е 21 стих. It says, and further, submit to one another out of reverence for Christ. Писмото вели вака: покорувајте се еден на друг во страхопочит Божја. Submit to one another Да се покориме еден на друг out of reverence to Christ. во страхопочит Божја. God doesn't have favorites. Бог нема миленици. We submit to one another. Ние се покоруваме еден на друг. I have three really quick things Има три важни нешта. about what does kingdom submission look like. Затоа да ви покажам како изгледа покорување според Божјото царство. Number one, Прво, in our marriages. во нашиот брак. Do you want to read this passage or should I? Yes. So, verse 22 to 25. Стих 20 до 25. Вели вака: вие жените покорувајте им се на мажите своји како на Господ, зашто мажот е глава на жената, како што е и Христос глава на црквата и тој е спасител на телото. Па како што црквата му се покорува на Христос, така и жените да им се покоруваат на своите мажи во се. Amen.
Now, I understand that not everybody here today might be married. Јас разбирам дека не секој еден од нас овде е во брак. We need to find a good. We're on it. You on it? Okay. Let me know if you need help. I've got a gift in this area. Just saying, yeah. I'll tell you later. I've got a very high success rate in. Wow. Anyway, That's actually true. it is true. You've met them. Yes, Yeah. yes, we did actually. Witness. Woo. So, some people might even be called to singleness. Некои луѓе можеби се повикани на живот во And we have, single life. we have to talk, we have to minister into that as the church. Но ние мора да разговараме и да служиме во тој аспект како црква. But for the sake of the passage today, Но заради делот што го прочитавме денес, let's briefly talk about marriage. ајде малце да зборуваме за бракот. And when we do this, И кога ќе правиме тоа, people can end up in one of two camps theologically. теолошки луѓе може да завршат во еден од двете страни кои Well, there's постојат. two positions typically. Има две позиции типично кои излегуваат во Either текст. egalitarianism, Егалитарианизмот, which means equal responsibility, equal значи, decision making, equal еднаква roles. одговорност, еднакви улоги, еднакви Which is one position, тоа е едната позиција. and then the other position is complementarianism, И комплементарност, which means equal value што значи еднаква вредност, but different roles, но различни улоги. and the husband is the leader of the household. И мажот е водачот на домот. I'm not going to touch that right now, Воопшто нема да зборам сега за овие работи, just because that's a whole thing all on itself. затоа што I'm gonna have to address this later. Yeah. Yeah, you thought you could give me? No, trick me, man. So, in the light of this text, Според овој текст, even if there are different roles, дури и да има различни улоги, things are held in a delicate balance. работите се држат во еден деликатен баланс. I got to be honest, for years, I'm gonna be honest. А ќе бидам искрен. I grew up in a church tradition Со години расте во една црковна традиција, that was really big on complementarianism. беше многу онака нагласуваше комплементарност. Fine. Океј. I live in Denmark where people are very big on egalitarianism. Јас живеам сега во Данска, каде што луѓето многу нагласуваат егалитарианизмот, But here's the thing. но еве работава. You can't get around the scripture. Не можеш да го заобиколиш писмото. It says, wives, submit to your husbands. Вели, жени, покорувајте се на вашите сопрузи. But then it says, husbands, lay down your life for your wife. Но исто така вели, мажи, предајте ги вашите животи за вашите жени. Like Christ who gave up his life for the church. Како што Христос го предаде својот живот за црквата. That's heavy. Тоа е тешко. Okay, if you want your wife to submit to you, Ако сакаш твојата сопруга да ти се покори, well, you've got to die, brother. па првен треба да умреш, брате. You've got to die to yourself. Треба да умреш за себе. You tell me which one's more difficult. No, don't tell me that. Then we'll go Ми there. кажувајте што е потешко, но тешки се двете работи. But things are held in this balance Но нештата се држат во тој еден баланс, of serving one another. кој всушност има за цел да си служиме еден на друг. I believe we will rarely go wrong Јас верувам дека ретко ќе погрешиме, if we keep coming under one another. дека ако нашиот мотив е да одиме еден под друг, да се подчиниме еден на друг, да се I'm покориме here еден на to друг. serve you. Јас сум овде да ти служам на тебе, You're here to serve ти me. си овде да ми служиш на мене. I look out for you. Јас се грижам за You тебе, look out for ти me. се грижиш за мене. And we come under and serve one another. И ние всушност доаѓаме еден по друг и се служиме еден на друг. Not a battle to be over. Не е борба да бидеме кој еден над друг, Under. туку еден под друг да се служиме, To lift one another. да се подигнеме еден со друг. In my family in Denmark, Во моето семејство во Данска, we share most of the decision making ние најчесто ги делиме одлуките. until there's a spider on the wall.
Се дека има некоја дамка на зидот. Не, spider. A spider. Spider, yeah. Се дека нема некој пајак на Then зидот. as the head of the household, I have to deal with that. И како јас глава на домот, јас треба да се погрижам за тоа. A Christian psychologist that I really like, Еден христијански психолог кој мене многу ми се допаѓа. he's a really well-known Danish family psychologist. Тој е многу познат дански семеен психолог. He talks about where marriages often go wrong. Тој зборува за моментот каде браковите често пати се Is that it's saying if this was the issue, Тој вели вака, ако ова е всушност проблемот, often we stand on either side of the issue често пати стоиме на различната страна на проблемот and look at each other through the issue. и се гледаме еден на друг преку проблемот. You're doing this, you're not doing that. Ти го правиш тоа, ти не го правиш тоа. You're making this problem. Види колкав проблем правиш. But what the thing we have to learn to do Но тоа што треба да научиме да го правиме, is come on the same side of the issue да дојдеме на иста страна на проблемот and separate us from the и issue да се одвоиме ние од проблемот and work on it together. и заедно да работиме на And проблемот. as we serve one another and work on the relationship Како што together. се служиме еден на друг и работиме на нашиот однос. That's God's way of us serving one another, submitting to one Тоа another. е еден од Божите начини како ние си служиме еден на друг, се покоруваме еден на друг. As we look out for the other person, Во моментите кога се грижиме за другата then личност, we can love from a better place. тогаш можеме да љубиме од подобра позиција. The second thing is this, Втората работа е следна. is what does kingdom submission look like in our families? Што значи Божјото покорување според Божјото царство во нашите семејства? It says, children, obey your parents, Вели, деца, бидете им послушни на родителите, for it is the right thing to do. затоа што тоа е правилно нешто што треба да го направите. It talks about honoring your mother and father. Зборува за почитување на својата мајка и својот татко. This is the first commandment with a promise. Тоа е првата заповед со ветување. If you honor your father and mother, Ако се покорувате и ги бидете послушни на своите родители, things will go well for you and you will live a long life. нештата ќе одат добро за вас и ќе живеете долг живот. Honor is at the core of obedience and submission. Почита се наоѓа во сршта на покорувањето и послушноста. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. А вие татковци не дразнете ги децата своји, туку подигнувајте ги во воспитанието и науката на Господ. There's another verse in the Bible that makes me sweat every time I read it. Има уште еден стих во Библијата кој секогаш кога го читам се препотувам. And it's Paul's instructions to Timothy, Е Павловата инструкција за Тимотеј, where he says, if you want to be a leader, you must manage your own household well. каде што апостол Павле вели, ако сакаш да бидеш водач, мораш добро да го подредиш и да го водиш својот дом. Having children who respect and obey you. Да имаш деца кои те почитуваат и кои се послушни на тебе. Yeah, Добро. that's easy. Тоа е лесно, прилично лесна работа. If you can't manage your own household, how can you take care of God's church? Ако не можеш да се погрижиш за својот дом, како тогаш ќе можеш да водиш, да го водиш Божјот дом? If you struggle in this area, I am the last person who's going to judge you for that. Ако се бориш во таа област, јас сум последната личност кој ќе те суди во таа област. One day you're going to meet my children. Еден ден ќе ги запознаете моите And it's деца. going to make sense. И се за тоа ќе има смисла. But it is a struggle. Но потешкотија е. But it Борба. is worth it. It's going to be worth it. Но вреди и ќе вреди. Because one of the main jobs of a parent Затоа што една од најважните работи кои ние ги имаме како родители is to provide for their children, е да им обезбедиме нашите деца, not just their needs or food or a roof or whatever, не само нивните потреби како храна и кров, but на to глава, create a sense of safety and security for но them. да создадеме едно чувство на безбедност во нивните животи. But I believe Јас исто така верувам, one of the greatest roles we have as parents една од најважните улоги кои ги имаме ние како родители is to role model obedience to God. е да им покажеме во пракса што значи послушност на Господ To help пред нашите деца. to help them learn obedience. За тие да можат да научат послушност. I believe as they learn to obey,
Јас верувам дека како што тие се учат да бидат послушни, we're teaching them to listen to God. ние всушност ги учиме да го слушаат Бог. We pass on wisdom to our children, Ние пренесуваме мудрост на нашите деца, but as we do that, но како што го правиме тоа, God passes on purpose to them. Бог во нивниот живот им предава цел, смисла. I believe that is the greatest honor we have as parents. И тоа е најголемата чест која имаме како родители. That's why we have to take up this fight. Затоа треба да се бориме. Because we can model in our own life and we can teach them. Значи тоа може да го моделираме во нашиот живот, да покажеме пример со нашиот живот и со тоа да ги научиме. That when God speaks, За кога Господ зборува, we should listen. ние треба да слушаме. We should lay our life down and submit to that. Ние треба да го предадеме нашиот живот и да се подчиниме, да се покориме. Because He knows best. Затоа што тој знае најдобро. I remember as a teenager, Се сеќавам како тинејџер, my parents used to tell me all the time, родителите ми зборуваат цело време: why do you go out so often? Зашто толку често излегуваш? Why are you out every night of the week? Зашто секоја вечер во неделата си Why do you надвор? always want to be out hanging with your friends? Зашто цело време сакаш да си надвор со твоите I пријатели? mean, it's a good thing. Тоа е супер работа. It got even worse when I got a car and my driver's license. Се влоше работеја кога има уствари возачка и кола. Why are you never home? You need to learn how to rest. Никогаш не си дома, треба да научиш да одмараш малце. It's only after I turned 35, Слушаш кога наполнив 35, had a stress breakdown, кога имав стрес и кога имав breakdown, како се тоа, емотивен или таа. Нервен слом. that I realized, no, Окей. there was wisdom in what my parents said. Всушност тоа било мудрост која моите родители ми ја кажувале. Spend some time home and rest. Look after yourself. Помини дома малце, одмори се, погрижи се за себе. Now I'm 40. I love being at home. Сега сум 40 и уживам да сум I дома. love it when the phone doesn't ring and there's no meetings to be at. Уживам кога не звони телефонот или нема состаноци. I can cuddle with my wife on the couch, Можам да watching TV. да бидам со жена ми на каучот, да се гуштам и си гледаме телевизија. There is a blessing Има благослов. when we order our lives Кога ќе го подредиме нашиот живот under God's principles. по Божите принципи. The third and last thing is this, И трета и последна работа е следна. is that there's kingdom submission in our workplaces and society. Дека има принципи на покорување според Царството Божие на нашето работно место и во општество. As we read, Како што читавме, it said, work with enthusiasm like you were working for the Lord. пишува работете себиот и осмислили драговолно служејќи како да му служите на Господ, а не на луѓе. Remember that the Lord will reward each one of us. Знаејќи дека секој, па било тоа роб или слободен, ќе добија од Господ според доброто што го направи. According to the good we do, whether we are slaves or free. Без разлика на тоа дали сме робови или сме слободни. And this was in the context about slaves and masters. И тоа е кажано во контекст на робови и слободни. In Romans 13, Во Римјаните 13, it says everyone must submit to governing authorities. таму пишува секој мора да се почини или покори над властите, For all authority comes from God, затоа што секоја власт е од Бога and those in positions of authority have been placed there by God. и оние кои се на местата на позиција таму се поставени од Господ. That's hard. Тоа е тешко. That's hard. Тоа тешко се прифати. Because what happens when I disagree with them? Затоа што се случува кога јас нема се служувам со нив? What do I do? Што правам? What do I do when I disagree with my leader? Што треба да правам кога веќе не се служувам со мојот водач? Well, according to this, Според ова, I have to submit and trust God. треба да се покорам и да му верувам на Господ. For we work as though we were working for God. Затоа што ние треба да работиме таму каде што сме како да работиме за Господ. God is the one who rewards us. И Господ е оној кој нас не наградува. The Bible also says that we have to pray for those in authority above us. Библијата исто така зборува дека ние треба всушност да се молиме за оние кои имаат авторитет над нас. Prayer is the best weapon we have Молитвата е најубаво, најдоброто оружје кој го имаме, when it comes to leaders that we know aren't right.
Кога знаеме дека водачите кои не водат, знаеме дека не се во право. That we know maybe aren't healthy. Знаеме дека можеби тоа што се случува не е здраво. But our faith has to be in that God is watching us. Но нашата вера треба да биде во тоа дека Господ нас не гледа. And God is the ultimate И authority. Господ е конечната власт. But for most of us, За повеќето од нас, our biggest mission and ministry field нашата најголема и најважна мисија и поле за служба is our workplace, е нашето работно место. is where we spend most of our time. Каде што остави поминуваме голем дел од нашето време. That is where we model the gospel. Таму е всушност местото каде што ние го отворуваме евангелието. To be salt and light in a dark world. Да бидеме In a corrupt сол world. и светлина во темниот свет, во корумпираниот свет. To pray for our colleagues. Да се молиме за нашите колеги. To pray for those in authority. Да се молиме за оние кои се над власт. That is the best example we will give. Тоа е најдобриот пример кој ние може да го оставиме таму. I love the story of Daniel in the Bible Многу ми се допаѓа приказната за Даниел во Библијата and his whole relationship with King Nebuchadnezzar. и неговиот однос со царот на Навуходоносор. Now, I wish every time I fasted, Јас би сакал секогаш кога јас постев it had this result. да имаш еден таков резултат. Daniel was 10 times more capable than all the other people. Даниел кога постеше беше 10 пати поспособен од сите во неговата класа. He was exceptional at what he did. Тој беше неверојатен во тоа што го правеше. And he ended up interpreting dreams for the king. Тој всушност заврши на место каде што ги толкуваше сонмовите на неговиот цар. Such was the influence that Daniel had. Такво влијание имаше Даниел, That the king turned around. и кога дека царот се сврте, You can read it in the book of Daniel. може да го прочитате во книгата на Даниел. And said to Daniel, truly your God is the greatest of gods. Царот вика, на вистина твојот Бог е најголем од сите богови. The Lord over kings and revealer of mysteries. Цар над царевите и оној кој ги открива тајните. I believe we can reveal God and the goodness of God Јас верувам дека ние може да го откриеме Бог во неговата добрина. as we go out and serve our Секогаш employers, кој ќе отидеме и ќе служиме на нашите employers, bosses, вработени или employers, шефови на работа, as imperfect as they are. колку и да се несовршени они. God is our boss. Бог е нашиот шеф. In Matthew 5:16 it says, Во Матеј 5:16 вели: let your good deeds shine out for all to see, нека вашите добри дела сијаат за сите да ги видат, so that everyone will praise your heavenly за Father. сите што ќе ги видат да го прослават вашиот татко кој е на небото. That is the heart that we have to Тоа е have. срцето кое јас и ти треба да го имаме. What do I do if I'm working for someone who isn't good? А што да правам ако работам за некој кој не е добар? What do I do if да someone правам? is abusing me? Ако некој ме искористува? Of course God has a way. Секако дека Бог има начин, God has a plan. Бог има план. I'm not saying we should position ourselves under people who abuse us. Не верувам дека треба да останеме и да се позиционираме под луѓе кои не I злоупотребуваат. believe if God is a provider, Јас верувам дека ако Господ е оној кој обезбедува, He can help provide another option, another solution, another way out. тој ќе ни обезбеди начин да излеземе од таа ситуација, друга врата. And if we have an easy choice, И ако имаме лесен избор, and we are serving a boss that is asking us to do things that are wrong and sinful, и ако некој шеф не приморува да правиме некои работи кои се погрешни и грешни, we shouldn't obey that. тогаш не треба тоа да We го should послушаме. obey God first. Први треба да го послушаме Бог. The Bible says we should pray for those in authority Но over. Библијата вели дека треба да се молиме за оние кои се на тие места на авторитет. But where that's not the case, Но таму каде што тоа не е случај, through our reordered relationships, преку нашето ново подредување на односите, through honor as we serve and we lift our husbands and wives, преку почита во кој ние ги подигаме нашите мажи или нашите жени, as we serve our families, како што служиме нашите семејства, as we serve in our workplaces, as we serve in society. како што служиме на нашите места каде што работиме во општеството. That is the way that we influence it for the kingdom of God. Тоа е начинот на кој ние влијаеме во Божјото царство. Let our good deeds shine before Нека all men, нашите добри дела засветат пред другите да ги видат, so they will glorify our Father in heaven. за да го прослават нашиот татко кој е на небото.
There is blessing Има еден благослов. when we live in submission. Кога живееме во покорување. I love the word submission. Ми се допаѓа зборот submission или покорување, It works подчинето. so well in English. Многу добро функционира на англиски. Submission. Submission или I know that's not the original way of, подредена мисија, подмисија, да but кажем. submission, living under the mission, Да живееме под мисијата, living under the mission of God, под мисијата Божја. living for the mission of Да God, да живееме за Божјата мисија and ordering our lives around Christ and His ways and not around и culture. да го подредиме нашиот живот спрема Христос, а не спрема културата. I'm going to close in prayer. И ќе завршам во молитва. But if you want prayer, I don't know how much time we have now, but after the service, come talk to me, talk to Chivko. Ако имате потреба од молитва, било што после богослужбата, не ќе биде. You can do it now? Yeah. How do you do that here? Invite the... Може да станеме. Морис. Можеме сега да се молиме. There's a few things I felt to pray for. Има неколку работи за кои почувствува потреба дека треба да се молиме. Some of us Некои од нас, need to deal with our pride. некои од нас ќе треба да се справат со својата гордост. And this never goes well when I bring this up at a prayer response. Никогаш кога ќе повикам луѓе да се молат, никогаш не се моли за се справи со гордост. If we're honest, Ако сме искрени, sometimes we don't want to do these things понекогаш не сакаме да ги направиме тие нешта, because we're full of pride. затоа што сме исполнети со гордост. We can't let it go. Едноставно не можеме да ги оставиме нешто. I want to pray that we align our lives with God's. И јас сакам да се молам да ги подредиме нашите животи под Божјото управување. I want to pray for people who need healing, Јас сакам да се молиме за луѓето на кои треба исцеление, who have been hurt кои биле повредени by unhealthy relationships или биле дел од некакви нездрави односи, or authority figures. или биле повредени од личности на авторитет. That wouldn't be a barrier for you anymore. Да тоа не биде бариера во твојот живот повеќе. That you would trust God both with your healing but also your way forward. Дека ќе му се довериш на Бог и ќе му веруваш во твоето исцеление, но и да продолжиш понатаму во твојот живот. To honor and trust. Да веруваш и да почитуваш. Maybe you're in the middle of a conflict. Можеби си во средиште на некој конфликт. That God would speak into that. За Господ да ти зборува. Everybody involved. За сите кои се инволвирани во тој конфликт. That you would submit to one another and deal with the issue. Да се почитиме, да се покориме еден на друг и да го средиме тој проблем. And wisdom for families and praying for workplaces. Да се молиме за семејствата и да се молиме за работните места. So if you want to respond to any of those, Ако имате потреба за некаква молитва во било кој од тие сектори, I'll pray and you respond in your heart. јас ќе се молам, ви одговорете, отворете ги вашите срца. Heavenly Father, Татко небесен, Lord, we honor your word. Господе, го почитуваме и го вреднуваме твојот збор. And we want to honor your ways. И сакаме да се покориме на твоите патишта. Holy Spirit, I pray you would come right now Свети душе, се молиме, дојди сега and move in this place. и работи во ова место. God, for those of us Господи, за тие од нас who are struggling with pride right now, кои се мачиме со гордоста, however we got to that place, како и да сме дошли на тоа место, you know all things. ти ги знаеш сите нешта. I pray that you would soften our hearts. Да сте молам да ги омекнеш нашите срца, God, that we would lay down our own will and our own agenda. да ја предадеме нашата волја, нашите намери, нашата агенда, We would humble ourselves да се понизиме and open our heart up to you и да ги отвориме нашите срца за тебе. and what you're challenging us to do. И за тоа што ти нас не предизвикуваш да го направиме. God, I pray for the people who've been hurt. Татко мој, се молам за луѓето кои биле повредени. Holy Spirit, you're the great healer. Свети душе, ти си оној кој исцелува.
Would you come and mend broken hearts? Јас те молам, Свети Душе, дојди, излечи ги повредените срца. Give us the strength to forgive, Дај ни ја силата да простиме, even if we feel that the other people aren't worth it, дури ако чувствуваме дека другите на кои треба да им простиме не го заслужуваат тоа. or they don't deserve it. Не го заслужуваат тоа. Would you repair our faith and our trust in you? Те молам, поправи ga и обнови нашата доверба и вера во тебе. Lord, I lift up the people who are in a conflict or a fight at the moment. Исусе Христе, се молам за луѓето кои моментално се наоѓаат во некој конфликт. God, would you give us the courage to be the first mover? Јас те молам да ни дадеш храброст да бидеме тие кои ќе поттикнеме кон помирување. To come with grace, Да пристапиме со благодат, со милост, to come with forgiveness. да пристапиме со простување. Lord, would you change the atmosphere Јас те молам, Господе, промени атмосферата. or whatever the discussion or disagreement is? За што и да се однесува, дали е за некоја дискусија или несогласување. Lord, that we would choose reconciliation over rebellion. Да, Господе, одбереме помирување наместо бунтовност. Lord, I lift up families. Господи, Parents. подигам фамилиите и родителите. Lord, give us wisdom and strength Дај ни, Господе, мудрост и сила to guide and lead our children, да ги водиме нашите деца, to teach them the ways of the kingdom, да ги поучиме на патот as на царството difficult, Твое. as exhausting as it is. Колку и тешко тоа да изгледа. Lord, that we would model obedience. Да, Господе, покажеме пример на послушност. Lord, I just pray that for those of us who are employed, who have jobs, Јас се молам за сите нас кои имаме работа, we will be salt and light. да бидеме светло и сол, Lord, you give us an understanding да ни дадеш разбирање that it's you that we're working for. дека ти си тој за кого всушност ние работиме. Lord, as we serve, but also as we shine our light, Како што служиме, но исто така како што светиме, we're bringing people closer to you. ние ги носиме луѓето поблиску до тебе. Lord, we want to order our lives, arrange our lives Ние сакаме да го подредиме нашиот живот under your way, според твојот пат, under your mission. под твојата мисија. Holy Spirit, do the things that only you can do. Свети Душе, направи ги нештата кои само ти може да ги направиш, Господи. Come in power, Дојди со својата моќ, come in healing, дојди со своето исцеление. in Jesus' name. Во името на Исус Христос. Amen. Амин.